Почитувани мои, речиси, 15 кусур години сум тука во Славна Дебарца, правејќи документарни видеозаписи за многуте населени места одека во Славна Дебарца. А како што и самите знаете, извинете што вака полека се свинува маца искаливе се разбојдисани, што вика старите направени се пред 80 години, никој не ги поправил и така. За забод на времето полека пропаѓаат. Како што реков, тука сум 15 години во Дебарца. Овде позади мене се наоѓа поранешната општинска зграда на општината Сливовјанови. Овде кога бев пред 5-6 години и денеска постои таа зграда, туку имаше доста купишта на книги од евиденција тамо некаде од 50-тите години па некаде се до 86-та година, 1986 година, каде што она што останало тука е останато на забод на времето и никој не се погрижил. А дел од ова документација ќе се обидам да ви пренесам и вам, драги мои, да погледнете и сами да заклучите каде е историјата на македонскиот народ, каде се фрла историјата. Славна Дебарца е темелот на современа Македонија. Ова година се слави 80 години од формирањето на Народна социјалистичка република Македонија, кој што беше во составот на СФРЈ и кој што континуитет го продолжи и Република Македонија со референдумот од 8 септември, каде што континуирано, значи сме тука некаде во современиот свет околу 80 години. Дебарца е девствен природен рај. Дебарца е оаза на цивилизацијата. Таа е оаза на културното наследство на Македонија. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста, сегашноста со иднината, посети ја славна Дебарца. Посети ги славно дебарцките села кои молком шепотат скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја собствената судбина од раскошен мир и немир, во исто време необјасниво сплотени едни во други, обдарени со милоста Божија, простор во кој се слушаат звуците на музите, кој оддава впечаток на жално певање на некогашната вечност, сегашност, миг и иднина. И пак ако сакаш да го најдеш собствениот мир, грабни барем дел од мирот, оној духовниот во вера Христова, со која биле подигани преубавите камени базилики, втемелени врз цврста карпа на вечен простор, во кој одекнуваа звуците на непокорот на македонецот низ битот и желбата за опстојот. Словенските народи немале свој цариград, каде што со векови било собирано царското богатство, ама ние сме го имале Охрид, каде што се развивало нашето писмено, црковно и културно богатство. Затоа, Охрид е нашиот словенски дворец, од каде што се развивал духовниот живот, а свети Климент е првиот просветител што создал толку голем црковно просветен центар во Македонија, што се рамнел со најголемите. Единствено, свети Климент е наречен вториот апостол Павле, како што пишува во житието за него блажениот Теофилакт Охридски, бидејќи она што бил апостолот Павле за Македонија, 10 века потоа станал и свети Климент Охридски. Библиска вистина е дека Бог го упатил Павле кон Европа, доаѓајќи најпрво во Македонија, како што бил повикан од човек македонец кој го молеше и велеше: премини во Македонија и помогни ни. Тие два свети лика
се нашиот почеток и сигурен од посветол пат кон усовршување во доброто. Со апостол Павле започнуваат нашето охристовување и христијанизација, а со свети Климента нашата евангелизација, оцрковување, просвета, книжевност, уметност, култура и се. Такви се Божјиот план и промисла. Во Македонија да дојде апостол Павле, па свети Кирил, свети Климентовиот универзитет е познат по тоа што во основа на сите научни дисциплини било Светото писмо, Библијата, христијанското учење и христијанската етика. Библијата била во рацете на секој наставник и ученик основна книга и темел на се. Со богомудрието се градело човекомудрие. Се образовале достојни богослужители и народнослужители, книжевници, учители, лекари, апотекари, законотворци, правници, историчари, музичари, иконографи, фрескописци и сите учени луѓе. А тие правеле се за да биде човекот човечен и устремен кон доброто и совршеното. Свети Климент ја пренесувал евангелската порака и верил дека не е доволно само да не правиме зло, туку треба да правиме и добро. Како што рекол Христос, прави го она што сакаш тебе да ти го прават другите. Ги учел на добро детелен живот и тоа го покажувал со личен пример. Поучувал не само со зборови, туку и со живот. Како што рекол Христос, поучете се од мене. Ги советувал на боголюбие и братолюбие, според Божјата заповед, сакај го ближниот како себе си. Учител, како што бил Христос за апостолите, така и свети Климент бил пример за учениците. А во тоа е тајната на неговиот зачудувачки голем успех. Другарувал со нив, живеел со нив, со кротост и со љубов татковска се однесувал кон нив, а тие му возвраќале со послушание и синовска оддаденост, како што се вели во Житието, го слушаа како татко. Свети Климент љубел со срце, не со уста. Неговото деноноќно присуство меѓу учениците и духовното влијание многу значело во нивното оформување како личности. Времето на свети Климент се нарекува и златен век на нашата просвета, на нашата култура и нашата писменост. Го формирал Охридскиот универзитет за да можат младите да се стекнат со образование. Тоа е првиот словенски универзитет и прв универзитет во Европа, а биле изучувани сите тогашни науки. Се создала книжевност од ораторската проза и црковната поезија. Во Европа влегла новата писменост на новиот јазик на словените. Започнал нов период во историјата на целото средновековно христијанство. Охрид, свети Климент и неговиот универзитет станале граница меѓу двете големи јазично-културни цивилизации – грчката и латинската, а се издигнала во Европа третата, словенската јазично-културна цивилизација. Да се истражува регионот Дебарца навистина представува не само задоволство, туку и привилегија, затоа што на незиниот простор тлее материјален културен комплекс од времиња, а од него се раѓа мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес со неговата комплетна содржајност од творечки реликти на непрекинато милениумско творештво, иако за жал многу импулси на минато културно создавање за секогаш се загубени, уништени од погрешно насочена акција, од погрешно потребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот запад.
Дебраца со својата изводрена географска местоположба, особено со богатството на многобројните цркви и манастири, представува своевиден бисер со посебен духовен ареал што Господ го создал на земјата. Со нивната разновидност на Дебарца и дава посебност, автентичност, единственост, репрезентативност, разновидност и интегралност, кое представува добро од највисоко национално значење, кои се нераскинлив дел на историското обстојување на Дебарца, на Македонија и на македонскиот народ. Свети Климентовиот универзитет е познат по тоа што во основа на сите научни дисциплини било Светото писмо, Библијата, христијанското учење и христијанската етика. Библијата била во рацете на секој наставник и ученик основна книга и темел на се. Со богомудрието се градело човекомудрие. Се образовале достојни богослужители и народнослужители, книжевници, учители, лекари, апотекари, законотворци, правници, историчари, музичари, иконографи, фрескописци и сите учени луѓе. А тие правеле се за да биде човекот човечен и устремен кон доброто и совршеното. Свети Климент ја пренесувал евангелската порака и верил дека не е доволно само да не правиме зло, туку треба да правиме и добро. Како што рекол Христос, прави го она што сакаш тебе да ти го прават другите. Ги учел на добро детелен живот и тоа го покажувал со личен пример. Поучувал не само со зборови, туку и со живот. Како што рекол Христос, поучете се од мене. Ги советувал на боголюбие и братолюбие, според Божјата заповед, сакај го ближниот како себе си. Учител, како што бил Христос за апостолите, така и Свети Климент бил пример за учениците. А во тоа е тајната на неговиот зачудувачки голем успех. Другарувал со нив, живеел со нив, со кротост и со љубов татковска се однесувал кон нив, а тие му возвраќале со послушание и синовска оддаденост, како што се вели во житието, го слушаа како татко. Свети Климент љубел со срце, не со уста. Неговото деноноќно присуство меѓу учениците и духовното влијание многу значело во нивното оформување како личности. Тие ги гледале големата трудолюбивост, неуморната молитвеност и строгиот подвижнички живот на својот ценет учител. И затоа запишале: ние никогаш не го видовме да е без работа. А и тој бил од истиот народ и го сакал и го знаел по душа, а ако бил некој дојденец, елин или латин, сириец или александриец, не ќе можел така да им се доближи, ниту пак тие ќе можеле да го сметаат за свој и толку близок. Целиот живот им го посветил на Бога и на народот. А секој народ има таков учител од Бога испратен за негово спасение. Нашиот најголем учител и духовен пастир е Свети Климент Охридски. Тој е Божји светител и народен просветител. Просветител со полно значење на зборот просвета. По 7-годишната учителска дејност, во 893 Господово лето, Свети Климент бил поставен за епископ Велички и станал прв словенски епископ во чија епископија се богослужело, се проповедало, се читало и се пишувало на старо македонски словенски јазик. Организирајќи ја својата епископија, станал организатор на црквата кај нас. Со наша народна иерархија, та во Охрид ги поставил темелите
на подоцнежната Охридска архиепископија, од која произлезе Македонската православна црква, вистинската и доследна нејзина наследничка и продолжителка на Свети Климентовото дело. Свети Климент Охридски бил епископ со вера и со љубов кон Бога и кон луѓето, жртва на народот и со живот според Евангелието. Никогаш не понизил никого, епископувал апостолски. Притоа, неговата најблиска подкрепа бил Свети Наум Охридски, основоположникот на монаштвото во Македонија. И двајцата биле од Бога повикани и избрани од светот, за да се издигнат високо над светот. И секогаш први го правеле она што ќе побарале да го прават и другите, та сведочеле со својот личен пример. Го надживеале времето и се вградиле во вечноста и во светоста. Нам пак, на македонците, ни останува како достојни чеда Свети Климентови да бидеме вистински следбеници, да ги чуваме и негуваме со љубов и грижа придобивките од памтивек наши, и верата, и црквата, и народот, и татковината, и јазикот, и писмото, и просветата, и книжевноста, и минатото, и иднината. Дебрца изобилува со сакрални објекти, изградени уште пред времето на светите Климент и Наум, кои се нараскинлив дел од разновидното културно богатство. Дебрца изобилува со цркви и манастири кои се неизоставен дел од духовниот дел на славна Дебрца, кои се позиционирани на доминантна позиција, кои зрачат со својата убавина, изградени во различни временски периоди, сите еднобродни, градени од кршени приделкан камен, со прецизно изведени рабови на боковите, поврзани со варов малтер, земја или глина, со примената камена пластика при изработка на вратите и прозорците, со завршни венци начисто изведени од профилиран камен, со двобеден покрив изработен од багремови греди, со изворен кровен покривач од делкани доломитни плочи во комбинација со теракотна опека, фреско живопишани зидни површини, копаничарска филигранска иконостасна релјефна резба, ткаено во ореово дрво, подови покриени во камена пластика, впрочем, како што и манастирот, собир на сите свети во селото Лешани. Во Долна Дебрца, на само 7 километри од магистралниот пат Охрид-Скопје, десно од селото Ботун, се наоѓа единствениот на Балканот манастирски комплекс посветен на сите светии, односно си свети. На влезот од селото Лешани, по тесно асфалтирано патче низ густата шума се доаѓа до ова светилиште. Празникот, датумот го менува, денот не. Секогаш е во недела, односно неделата по Духовден, кога што се и Петровденските поклади. Сите верници, добронамерници се добро дојдени на манастирската слава во ова светилиште, каде секој ќе биде послужен со гравче и од богатата манастирска трпеза. Овој ден е и селска слава во селото Лешани. Посетеноста од година во година на овој манастирски комплекс расте, како за манастирската слава, така и во останатите денови, се повеќе верници доаѓаат да побараат духовен мир и да се помолат пред сите свети. Гости доаѓаат од сите страни. Кој дошол еднаш и го почувствувал овој духовен мир и благодатта Божја, повторно посакал
да се врати. Од манастирскиот двор се протега прекрасна панорама и како на дланка се гледаат населбите во Долна Дебрца. Над комплексот се зеленее густата дабова и габерова шума на Плаченска планина. Земе, рај, место за молитва, за духовен и душевен спокој. Посветен им е на сите свети и од православниот свет. Етимологијата на манастирот доаѓа од старословенскиот збор сих сјатих. Во српскиот период локалното население го викало свих светих и од тука доаѓа кратенката си свети, која е позната кај локалното население. Во македонскиот литературен јазик се користи името сите светии. Со решение од Централниот завод за заштита на културно-историски споменици и реткости во Македонија од 1953 година, манастирот Сите свети е прогласен за историско-културен споменик на Македонија, бидејќи се смета за значаен стар храм. Манастирскиот комплекс Собор на Сите свети има 3 цркви. Старата црква, Собор на Сите свети, за која црква моите досегашни историографски сознанија за овој храм, копајќи низ архивите ширум Македонија, ви ги преношов во првиот дел на овој документарен запис, Параклиската црква Покров на Пресвета Богородица и новата црква Собор на Сите свети. Почитувани мои, пред да ви ги пренесам моите досегашни историографски сознанија за манастирскиот комплекс Собор на Сите свети, посебно за новата манастирска црква, предлагам да ве запознаам со самата новоизградена Параклиска црква, чие име го носи Покров на Пресвета Богородица. Параклиската црква Покров на Пресвета Богородица е започната со градба во 2012 година, завршена во 2017 година, а осветена во 2019 година под ктиторство на отец Вартоломеј според две Божји провиденија. Првото, кое се случило на 22 декември 2004 година, на денот на светицата Света Ана, кога во манастирскиот комплекс пред полноќието снемало струја. Отецот Вартоломеј станал да земе свеќа да го осветли монашкиот конак. Само што се доближил до вратата на гостопримливиот конак, се појавила силна светлина. Наеднаш, два пламени снопа застанале на местото пред конакот, а други два застанале зад олтарите на старата и новата црква. Маглина светлина се постилала и се собирала од камбанаријата до новата црква. И второто се случило на Петровден 2005 година, кога на влезната врата од манастирскиот комплекс се појавил нерекотворниот лик од Пресвета Богородица, а под незиниот лик раката на Господ Исус Христос, кој го благословил соборскиот народ присутен во манастирскиот двор. Параклиската црква Покров на Пресвета Богородица по својата архитектура и сликарска програма представува типичен примерот на византиски стил на градба и сликарство. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за прероденскиот период во Македонија со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за незината изградба
е од делкан травертински камен, меѓусебно поврзани со варов малтен пуга со средишна купола. Кровната конструкција и апсидата е изработена од брестово дрво на 6 води, обложена со герамиди. На западната страна од црквата се влегува во нартексот. Над влезната западна врата постои длабена полукружна ниша со насликана до појасна представа на Мајката Божја. Наосот на црквата е едноброден. Иконографската програма распоредена е на класичен начин со додатоци на композиции што се типични за периодот на 19. век. Над зидните површини насликани се и на север и на југ старозаветните пророци. Централниот и страничните травеи обоени се со светлосина боја, како имитација на небо, и на површината кај централниот травеј насликани се златни звезди. Во центарот на средишниот травеј аплицирано е платно со представата на Исус Христос Вседржител. На исток е обликуван олтарниот простор со централна апсида, која е полукружна од натрешната, а седмострана од надворешната страна. Помеѓу колонадата на север поставен е амвонот, кој е насликан со цветни мотиви. На северниот зид, од наосот, на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос, праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композиции од животот на Исус Христос, а во втората и третата зона од јужната страна на наосот, во првата зона и во втората зона од исток кон запад представени се светите воини и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен е дрвениот висок иконостас, кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор на нартексот и е украсен со икони. Почитувани мои, овој документарен запис не би бил комплетен ако не ви ги пренесам моите досегашни сознанија за новата црква, која е составен дел на манастирскиот комплекс Собор на сите светии, меѓународот и во историографските записи попознат како Решанскиот манастир, копајќи во историографските записи во архивите ширум Балканскиот полуостров во изминативе неколку години. Големата црква, чие име го носи на Соборот на сите светители, започната е со градба во 1911 година за време на отоманскиот султан Мехмед V и големите везери на падишахот Ибраим Хати Паша и Кучук Мехмед Саид Паша, кога се изградени наосот и нартексот, а до изградена во 1922 година како задужбина на кралот Петар I Караѓорđевиќ и кралот на кралството на Југославија Александар I Караѓорđевиќ, кога е доизграден апсидалниот дел, посветена на самиот ден на поклади во 1926 година за време на патријахот на Печката патријаршија Димитрија Павловиќ, на чие осветување покрај великодостојниците на Српската патријаршија присуствувал и кралот на кралството на Југославија Александар Караѓорđевиќ, а осветена од епископот Охридски и на Охридската епархија Николај Велимировиќ. Новата црква Собор на сите свети по својата архитектура и сликарска програма представува типичен примерок на византиски стил на градба и сликарство. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за прероденскиот период во Македонија, со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за незината изградба е одделкан кршен травертинско бигорлив камен,
Меѓусебно поврзан со варов малтер, кровната конструкција на корабниот дел е на две води, обработена од стар брестов чинар обложен со керамиди. На надворешниот западен зид, веднаш над влезната врата се наоѓа длабена полукружна ниша во камена релјефна пластика обработена до појасна представа на Христовите сведители. На надворешниот западен зид, во полу засводена обработена во камена релјефна пластика се наоѓа влезната врата, чија тешка дрвена врата исто така е обработена во релјефна дрвена пластика, од каде што се влегува во нартексот. Големата црква воодушевува со богатиот фреско живопис. Иконографската програма распоредена е на класичен начин со додатоци на композиции што се типични за периодот на 19 век. Во големата црква воодушевува посебно чудотворната икона на сите светии. Во композицијата Страшниот суд прикажен е гревот, на која се напишани лошите работи, низ кои поминува човекот, ако не се покае, и собирот на сите светии, Царското небесно и второто Христово доаѓање. Над сцената на пеколот на десната страна е прикажен Стариот завет со светиот пророк Мојсей и 10 Божји заповеди, кој покажува на праведното судилиште Христово и влегувањето во рајот. Од левата страна пак се прикажува Новиот завет, свети апостол Петар, кој го има клучот од рајот, клучот со кој ги отклучува рајските двери и праведниците кои влегуваат во соборот на сите светии. Најгорниот дел е посветен на Царството небесно и воскресението на мртвите. Во првата зона на апсидата е насликана литургиската служба на светите отци. Во средината на сцената е поставен светиот престол, честната трапеза. Од двете страни светите отци, творци на литургијата, држејќи во своите раце отворени евангелија со испишани текстови од литургијата. На јужната страна се насликани свети Јован Златоуст, свети Григорий, свети Атанасија Александриски, а од северната страна свети Василий Велики, свети Никола и свети Кирил Александриски. Во нависоката зона на сводните делови од двете страни се насликани неколку сцени од животот на Исус Христос, а околу него од двете страни на сводот тројца пророци. На јужната страна од сводот се насликани пророкот Езеки, пророкот Илија и пророкот Елисеј, а на северната половина од сводот пророкот Наум, пророкот Данаил и пророкот Амос. Од запад кон исток на сводот следат приготвениот престол околу кој лебдат серафими и трони. Во пониските појаси се допојасни ликови на пророци по 10 од секоја страна и тоа. На југ кон олтарскиот простор насликани се пророците Исаија, Илија, Мелахи, Давид, Самуил и Михеј, а на спротивната страна од запад кон олтарниот простор пророците Захари, Јаков и Оси, а меѓу нив и ликови на не многу познати пророци. На јужниот зид од исток кон запад се светиите Силвестер, Ласи, Ахили, Козма, Дамјан и Марина. На северниот зид веднаш до олтарот во целосен раст се насликани светиите Евстаси, Христофор, Ананеј, Азарий и Мисаил. На северната страна на северниот зид насликани во целосен раст се светиите Свети Димитрија и Свети Ѓорѓија. Во големата црква нартексот од олтарот го одвојува иконостас украсен со резбани венци. На иконостасот покрај апостолските и престолните икони и царските двери се наоѓа чудотворната икона на сите светии, чиј иконопис е дело на Крстен Николов и неговиот син Рафаило од Лазарополе.
Во средината на јужниот дел на нартексот е владичкиот трон. Пред чудотворната икона, посветена на собор на сите светии, забележани се бројни чуда. По молитвите на оние кои пристапиле со вера и молитви, Господ направил големи чуда и исцеленија. Се враќале луѓе излечени од рак, од парализа, дечиња што имале проблеми со говор прозбореле, бездетни добивале деца, а исцелувала и од други проблеми и искушенија. Монашкиот живот во манастирскиот комплекс бил застапен и во минатото, каде што еден период обстојувал како машки, а потоа и како женски манастир. Во текот на 20 век во манастирот живееле 30 монахињи. Во 1971 година се упокојува последната монахиња Евдокија. Со благослов на митрополитот Тимотеј, воедно со доаѓањето на отец Вартоломеј во 2002 година е вообновен монашкиот живот во ова свето место, каде што целосно се ревитализира манастирскиот комплекс. Почитувани мои, овој документарен запис не би бил комплетен ако не би ги пренесам моите досегашни сознанија и за световниот живот на овој манастирски комплекс, меѓу народот и во историографските записи познат како Лешанскиот манастир, копајќи во историографските записи во архивите ширум Балканскиот полуостров во изминативе неколку години во продолжение на оваа репортажа. На денот на зачнување на Света Ана, 22 декември, во 2004 година, во манастирскиот комплекс снемало струја околу 22 часот и 30 минути. Отец Вартоломеј станал да земе свеќа за да го осветли монашкиот конак, а мајка Илинка погледнала низ прозорецот да види дали има струја во селата Белчишта и Песоча. Само што се доближив до вратата, се појави силна светлина, како од рефлектор. Кога погледнавме убаво од западната страна, тргнаа 4 снопа светлина да се искачуваат. Трепкаа како блицеви кон местото каде што сега е гостоприемливиот конак, како некој да го скенира. Наеднаш 2 пламени снопа застанаа на местото пред конакот, а другите 2 застанаа зад олтарите на двете цркви. Изгледаа како снопчиња. Маглива светла патека се постилаше и се собираше од камбанаријата до црквата, а таква светлина гледавме и по шумата. Од монашкиот конак до црквата патеката беше осветлена како авионска писта, како со светички, звездички и целосно озарение на една благодатна светлина во црквата се познаваше. Буквално, како и илјадници свеќи да горат внатре. Ова се случуваше до 2 минути на полноќ. На 2 минути пред полноќ се освети целиот манастирски комплекс како напладнет. Како ден и точно на полноќ се собраа 4 пламени снопови во сред манастирски двор и исчезнаа, раскажуваше отец Вартоломеј. Во наредните 6 месеци се чувствувала густина на благодетна сила и енергија. На 6-тиот месец, на 12 јули следната година, на влезната врата од манастирскиот комплекс се појавил неракотворниот лик од Пресвета Богородица, а под незиниот лик раката на Господ Исус Христос, кој ги благословува сите добронамерни верници што доаѓаат на поклонение.
Македонија во 1941 година повторно беше прераспарчена од новите ослободители. Лешани потпадна под окупација на Италија, чии воени сили беа сместени во конаците на манастирот Сите Светии. Со декрет на албанскиот кралски наместник Франческо Јокомони во јули месец 1941 година едно деление на албанските балистички орди биле сместени во стариот манастирски конак. Во виорот на народно-ослободителната борба, манастирскиот комплекс беше центар на национално-ослободителното македонско дело. На 5 август 1942 година во манастирот дале заклетва борците на првиот партизански одред во Дебарца. На 7 април 1943 година во манастирот престојува баталјонот Мирче Ацев, кој ги завршува последните подготовки за ликвидација на последните непријателски упоришта во Дебарца, кој за таа цел се поделил на две групи. Едната група која ја предводел Наум Веселиновски Овчарот се упатила кон карабинерската станица во Лешани, а втората група под команда на Јосиф Јосифовски Свештаров се упатила на карабинерската станица во Белчишта. Од летото до крајот на есента, во 1944 година, манастирот Сите Светии беше важен центар на народно-ослободителното движење. Во него престојуваше дел од главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија и партизанските одреди на Македонија, представници на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и представници на Околискиот комитет на Комунистичката партија на Македонија за Дебарца. Во почетокот на октомври 1944 година во манастирот Сите Светии беше сместена и командата на Охридското воено подрачје, каде што беше формирана оперативна единица за брзи воени операции, наречена Доброволен ударен батаљон. Во манастирот Сите Светии батаљонот остана до 15 октомври 1944 година. Во ова време во манастирот Сите Светии Владо Малевски ја формира културно-уметничката група Кочо Рацин, која тука подготвуваше програми за настапување пред населението. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе во многовековното православно духовно светилиште посветено на Христовите свидетели, манастирскиот комплекс Собор на Сите Светии, кој се наоѓа во непосредна близина на славно дебарското село Лешани, и за овој духовен комплекс да направам документарен запис. Почитувани мои, си заминувам од манастирскиот комплекс Собор на Сите Светии, затоа што ме чекаат и другите села во славна Дебарца и за нив да направам документарен запис, со едно ветување дека повторно ќе наминам во селото Лешани, а исто така и ќе наминам во манастирот Собор на Сите Светии, саде Господ живот и здравје да ни дава.